Во Истанбул денеска се одржува бизнис форум посветен на јакнење на економските врски, кој е во рамките на проектот Промоција на мапа за инвестирање. Тој е дел од програмата за спроведување на националната развојна стратегија. Македонската влада е предводена од премиерот Христијан Мицкоски. Западен Балкан треба поактивно да се позиционира како економски партнер на Европската унија, наместо само како регион кој бара поддршка и инвестиции. Фокусот треба да биде на заедничка регионална понуда, од енергетика и инфраструктура до индустријско производство и дигитална трансформација. На форумот се обрати министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, кој ја потенцира важноста од политичките одлуки врз економијата. Економската дипломатија не е дополнување на надворешната политика, туку нејзино јадро. Успешната дипломатија денес значи повеќе инвестиции, повеќе извоз, нови пазари и конкретни можности за компаниите и граѓаните. На форумот се обрати македонскиот министер за економија и труд Бесар Дурмиши, кој ја истакна посветеноста на владата за создавање деловна средина со конкурентна и предвидлива вредност. Домаќин на форумот е турскиот министер за трговија Омер Болат. Собранието ги усвои измените во Законот за игри на среќа со кои казината повеќе не смеат да се лоцирани поблиску од 500 метри од училиштата. Со новите прописи се забрануваат рекламирањето на излозите на коцкарниците, како и рекламите со кои коцкањето се представува како начин за постигнување личен успех или за брза заработка. Измени има и во рекламирањето на медиумите, со цел пораките од коцкарниците до граѓаните да не стигнуваат агресивно. Со законските измени секој апарат ќе мора да има задолжителен систем за локација, односно GPS, со цел текомна контрола од страна на управата за јавни приходи. Исто така, лиценците нема да можат да се мултиплицираат, се воведуваат и нови финансиски давачки за отворање на уплатно-исплатни места. Предлог законот предвидува изголемување на износите на банкарските гаранции, како и имплементација на препораката MoneyWall на Советот на Европа, како дел од стандардите за спречување перење пари и финансирање тероризам. Со овие измени, според власта, треба да се обезбеди поголема контрола врз секторот, намалување на ризиците од злоупотреби и поголема заштита на младите од влијанието на игрите на среќа. Индустријата коцкање и обложување кај нас е особено моќна, а лани низ незините сметки поминале повеќе од 850 милиони евра за даноци на државата и платиле 280 милиони евра. А неа, освен коцкарскиот дух, ја движат и 8200 вработени. Организаторите на овие игри се крајно незадоволни од законските измени и во еден момент најавија и протести. 15 тони млеко дневно остануваат неоткупени во Делчевско. Досега нивното млеко беше откупувано од млекарниците Осогово Милк и Малеш. Но кои се причините за ваквата одлука, тие не знаат. Главна причина млекарите изговор даваат дека не можат да го пласираат своите производи на пазарите. Најавата ја дадоа пред 3 дена. Првата најава е за млекара Малеш ќе престане од 15, додека Осогово Милк од 1.7. Сточарите имаат решение кое треба итно да се слушне со владени представници во рок од 48 часа, бидејќи не знаат што со млекото. Од највисоко ниво, со представник од Министерството или, пошто ние го знаеме, знаете што кај нас, ние го знаеме решението и го гледаме решението на проблемот, само што и заради тоа са сите наши активности. Пошто ако немаше решение, ние нема ништо да преземеме. Според нас решението е, не само според нас, тоа е, добро, во моментот може би само и според нас, да се применува правилникот за квалитет на млечни производи, каде што се забранува употреба на млеко во прав во млечните продукти. Освен во млекото, јогуртот и пресното млеко. Во сирењето, кашкавалот и другите млечни продукти е стриктно забранета употреба на млеко во прав. Доколку итно решение за проблемот нема, најавуваат протести и блокади. Ние ќе најавиме законски, ќе си ги пријавиме протестите и ќе го блокираме по еден час меѓународниот патен правец Делчево граничен премин. Ќе го истураме млекото, пошто нема што да го правиме. Стварно, верувајте ми, ние имаме овде во моментот 10-15 тони млеко, немаме што да го правиме овоа млеко.
Ние мора да го фрлиме. Ако го фрлиме во река, ќе загадиме и ќе отровиме рибите, пошто млекото е слабо на кислород, ќе ги отровиме рибите. Со проблемот неоткупено млеко се соочуваат околу 80 сточари кои дневно досега на откупувачите им испорачуваа над 15 тони млеко. Доколку договор не се постигне, тие тврдат дека последиците за нив ќе бидат долгорочни. Пари снемуваат и на Мицкоски му се брза за нови избори, констатира од СДСМ низ пресконференција. Откако со месеци тврдеше дека нема да има превремени избори, вчера го слушнавме дека не само што ќе има вонени избори, туку ќе бидат многу скоро. Сака да распише избори за да ја скрие состојбата реална, тој дека имаме испразнет буџет, дека имаме испразната државна каса, која што се разбира испразнија преку грабежи на тендерите. Но и неисполнетите ветувања, и у кои што се разбира оние што најмногу ги погаѓаат граѓаните, се тоа што расте сиромаштијата и што всушност во нашата држава имаме катастрофална економска состојба. ВМРО ДПМН денес повторно ја продолжува темата за последиците од уставните измени на кои од СДСМ инсистираат. За партијата, нивното евентуално усвојување значи отварање на Пандорината кутија. Со уставните измени се отвора Пандорината кутија, а тоа им одговара само на Бугарија и на Филипче. Капитулантскиот договор, кој го потпиша власта на ЕСДС, кој е лош за Македонија, а добар за Бугарија, е доказ за починетата дипломатија која ја водеа неуспешните и корумпирани политичари од минатата власт на СДС и ДУИ. Првиот чекор се уставните измени, а потоа би следеле национални и идентитетски отстапки, редефинирање на историјата и негирање на јазикот. Сето ова за Филипче е прифатливо без доза на размислување. Поради своите криминали потпишуваа погубни државни договори само за да останат ден повеќе на власт. Лидерот на опозицијската демократска партија на Албанија Сали Бериша повика на формирање привремена влада за организирање на идните избори во земјата. Тој рече дека Албанија е во длабока политичка и институционална криза, а довербата во изборниот процес е сериозно разнишен. Протестите што се одржуваат во земјата представуваат широк граѓански процес, поддржан од опозицијата и насочен кон заштита на демократските принципи. Според него, главниот проблем со кој се соочува Албанија е недостатокот на слободни и фер избори. Поради оваа причина, истакна Бериша, потребно е да се формира привремена влада која ќе ја гарантира транспарентноста и легитимитетот на идните избори и ќе ја врати довербата на јавноста во институциите. НАТО постепено ќе ја прилагодува силата на својата мисија за поддршка на мирот во Косово, која е во сила од 1999 година. Во текот на следната година, поради стабилната безбедносна ситуација во земјата, соопштија денеска од Алијансата. НАТО и КФОР се целосно посветени на безбедноста и сигурноста во Косово, изјави генералот на воздухопловните сили на Соединетите Американски држави Алексус Гринкиевич, врховен командант на сојузничките сили за Европа. Токму оваа посветеност доведе до зголемена стабилност бидејќи безбедносните организации во Косово станаа поспособни. Сегашните услови даваат можност за дополнително оптимизирање на големината и позицијата на КФОР, додаде тој. Се очекува намалувањата да следат по националните ротациони циклуси на распоредување и прераспоредување од сега до следната година. Словенија ги укина контролите на внатрешната шенгенска граница со Хрватска и Унгарија. Министерството за внатрешни работи и јавна администрација на Словенија потсети дека оваа мерка ја воведе претходната влада во 2023 и дека неодамна беше продолжена до 21 декември оваа година. Мерката беше воведена поради влушувањето на безбедносната состојба на Блискиот Исток и зголемениот ризик од тероризам, а откако Италија воведе гранични контроли со Словенија од истите причини. Огромни штети зад себе остави дводневниот пожар кај Плуждино во Штип. Едно лице е повредено, изгорена е вила, уништени се овоштарници и лозја, а има и други штети од материјален карактер. Еколошките последици по природата ќе се чувствуваат повеќе години, а равнотежата на животинскиот свет е исто така нарушена. Пожарот во Плуждино повторно упати порака дека на вакви непогоди треба сериозно да се планира и дека тие се присутни секоја година во обем поголем од колку што досега се мислеше. Плуждино беше и прв тест за доброволното противпожарно друштво Штип, чии членови реагираа неверојатно брзо и имаат огромен удел во гасењето на пожарот. Редовната противпожарна единица исто така беше на ниво на очекувањата и дадоа се од себе.
Сепак мораше да реагираат и Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи. Но благодарение на одличниот менаџмент на градоначалникот на Штип во текот на вчерашниот и денешниот ден, пожарот со оглед на неговата динамика, јачина беше релативно брзо изгаснат. Во денешниот разговор градоначалникот итно повара од мене да се впуштат летала на Дирекцијата за заштита и спасување, еден ер трактор веднаш полета и беше еден од оние кои што помогнаа, но сепак пожарникарите кои што на земја пожртвувано и храбро се бореа, го има клучниот момент за успех да се изгасне овој пожар. Благодарение на брзата интервенција, брзата координација, делувањето на Дирекција за заштита и спасување од воздух, успеавме да го локализираме и да го ставиме под контрола пожарот за да не представува понатамошна опасност. На повредениот му посакувам брзо заздравување и посакувам ова да не се повторува, затоа што навистина во едни вакви жешки денови тешко се справуваме со овој предизвик. Територијалната противпожарна единица и сите доброволци заслужуваат секаква почит и поздрав. Граѓанската одговорност ја потенцираше и директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Ангелов. Апел до граѓаните да бидат многу внимателни, еден апел кој што минатата година можеби од дел граѓаните не беше сватен најсериозно. Сите оние кои што имат викендици на вакви места, колку и да се блиску до градовите, апелирам до нив нека ги чистат во ровите од вегетација, барем околу викендиците, нека остават неколку метри чист земјен појас преку кој што огнот не може да дојде. Земјата не гори, но ако имаме трева до влезната врата, тогаш е очекувано при појава на пожар вратата да биде зафатена, гредите на викендицата или други дрвени елементи на самата викенд куќа. Оно што во случајот загрижува е сведочењето дека вториот туждински пожар е подметнат. Пироманите повторно се на сцена и можеби прашање на време е кога повторно ќе се појават. Превенцијата во случајов е клучна, исто како и вклучувањето на граѓаните во гасењето на пожарите. Две мечки вчера го нападнале стадото овци на Благој Кузмановски од селото Драгарино, Битолско. Биле агресивни за храна, но во голем ризик се нашол и еден од овчарите. Ортако бил со овци и му влегла една мечка во овците. И кучината е збркале незе, кога се вратил кај овците, друга мечка натре. Ги пределила овците на две и на 10 метра до него шло. Сакала да го нападне него. Две кучина се вратиле назад, ја збркале мечката надолу, собрала една овца пред незе и заминала таму во една корија. А човекот 1 сат се борел со мечката. Штетата од вчерашниот напад се 2 овци, но ова не е единствен случај годинава во селата Драгарино и Крклино. Според Кузмановски, во ризик се и животите на жителите од овие села. Бе колку што знаеме една овца. И една овца друга што беше повредена, са бајле птојса. Удрена што беше. Има и други последици, не е само ова и не е само денес. Значи не е овој само случај кај мене во Крклино, тука на четворица му земен овци. Еден друг има тука горе со крави, му влегла натре во кравите. Ова се многу мечки, не е една. Значи имаме голем проблем, ама немаме слух од институциите. Поради огромниот ризик досега се обратиле до повеќе институции. Сме кај концесионерите во ловното, не се под наша надлежност. Пријавивме полиција, дојдоа, направија записник, пријавивме и во СУП. Сегде е пријавено, ама нема заштите не биле со закон. Има напади тука во Крклино, некој нападнала човек со магаре, кој бил на нива. Нападите во селата Драгарино и Крклино не се изолирани, бидејќи оваа година тие веќе се неколку и внесуваат огромен страв кај сите. Значи многу мечки има, многу напади, нема никаква интервенција, ништо. Бараме да има барем одсел на мечките, да ги отепат, да ги сталуваат, што сакаат да му пратат, ама нема ништо. Овие чекат да има жртва со човек, човечки живот, па после да се реагира. Во тек е асфалтирањето на дел од улицата 3 април во Пробиштип, а се очекува во текот на денешниот ден целосно да се заврши поставувањето на новиот асфалтен слој. По завршувањето на оваа фаза ќе продолжиме со изградба на тротоари на преостанатиот дел од улицата, со што дополнително ќе се подобрат условите за безбедно и непречено движење на пешаците и возилата. Активностите продолжуваат со несмалено темпо. Изјави градоначалникот на Пробиштип Тони Тоневски. Екипата на телевизија Стар, кога е прашање петок, е тука на градскиот пазар. Денеска разговараме со купувачите да ни кажат што е најбарано на пазарот и, ако е тоа најбарано, каква е цената. Овој пат зборуваме за една од овошијата, а тоа е лубеницата.
Каков е нивниот став? Има ли лубеници? Има. Колку се? 50 денари. Дали е тоа ефтино, скапо или? Па, слушај, уште за нас е скапо 50 денари. А дали бе јаделе лубеница сега? Сега не. Зошто? Сега, па скапа е. Сега може да јадеме пипер, патлиџани. А кога треба да се јаде? Лубеница натаму. Некај август, да, у август. Тој е сезон. Тога е сезона поевтино, а сега е скапо за нас. Само заради тоа што се поевтино. Да бе, пензии мали. Не можеш ти многу да се раскошно да живееш. Лубеница се јаде коле август тамо негде. Ама има сега на пазар. Сега тоа е све вештачковато. Значи у август лубеница. Да, а зошто у август? Па и поевтини се за тоа. Не се јаде сега. Оти? Оди линден, после се јаде. Оти? Ути под оноа сакло. Не се тие како што ќе одреат на земјата. Тога е поевтини и убави се. Зошто лубеница сега, а порано велат дека била во август? Дали сега има разлика или не? Ќе кажам отворено. Има, тоа се осеќа у август кога ќе излезе она нашата лубеница на отворено. 50 денара не е скапа лубеница. За овој период. Тоа беше за и околу лубеницата, но како стојат цените со останатите производи? Со доматите, со пиперките, со праските, со нектарините? Земат краставичка, пиперче, љуто благо, патлиџанче, имаме цреши и праски. Од се по нешто. Цените се 30 денари краставичката, компирот е 3 кила за 100 денари, пиперте 70 до 60 денари, зависи од класата, и љуто и благо, патлиџанот е 50 до 60 денари. Добар е интересот. На 15 јуни, помеѓу 22 часот ноќта до 5 часот наутро, на подрачјето на општина Берово ќе биде спроведена првата фаза од терористичка дезинсекција за уништување на возрастни комарци. Општината ги повикува граѓаните во овој период непотребно да не излегуваат од дома и да ги затворат прозорците. Во случај на неповолни временски услови, дезинсекцијата ќе биде одложена за следниот поволен ден. Пролетта и надоаѓањето на летото го буди секое срце во природата. Дури и змиите го следат повикот на новиот живот, испреплетени во својот древен танц на љубовта. Утре времето претежно сончево и ветровито. Температурите ќе се искачат до 27 степен. Ветрот ќе достигне брзина од 21 км на час. Влажноста на воздухот ќе биде 32%. Температурите по градови се следните. Штип 27 степени, Карвенци 24, Пробиштип 21, Чешиново Облешево 26, Кошани 24. Температурата во Виница до 25 степен, во Македонска Каменица 22, Делчево 24, Пехчево и Берово со по 21 степен. По христијанскиот календар утре се одбележува денот на Свети апостол Ерма, во католичкиот на Антон Падовански.